Дами и господа, повторно со вас Никлемани слободни фрлања, овој пат од салата на Водно Санс Партизан. Надвор врне, истора дожд, времето е тиња, ама ние сме повторно тука. Поздрав до Водно Санс што ни отстапија салата да снимаме. Во 10-та епизода ни гостува поранешниот играч на Michigan State Bad Boys Detroit Pistons ли беа, полбавата половина на дуото ДНК, DJ Shorty P, a.k.a. Панчо Владимир Блажев. Можем за ништо тебе да ти кажам не. Само те Кај си бе брат? На Facebook сум бе брат. У сала сме бе брат денеска, кај Никлема на слободни фрлања. Добре дојде мојата емисија. Добре најдов. Ја гледам емисијата и последно ја гледав со Тонио Сан, имате страшно добра емисија, ја гледав со Айри и со ред други. Да, со Айри мора да го тоа што го правиш. Па не, сите што ги правиш, јас сум генерално фан на луѓе кои се креативни, кои работат нешто различно и кои немаат можност да работат на медиумски простор, некои имаат интернет и баш ми е драго да ти кажам. Ти си трет член, може да кажеме, од таа екипа Sure Shots, беше и Буцо у една четврка. Да, и Буцо беше, да. Беше Айри, ти си трет. Така. Има и уште таму од ваша екипа за гости за уследечи. DJ Оги и Нести. И Нести, па Young Daddy таму. Па Да. Зборевме за баскет, имаш тренирано, имаш и играно у Michigan State, не у Detroit Pistons, ама ќе ни кажеш у која екипа и како идало тоа. Така, вака ја почнав у МЗТ, како секој дромец. Тогаш немаше приватни школи и идеш и ако гледаат некој потенцијал у тебе, почнав у 7-мо деление. Тренер беше тогаш на млади Кичо, поздрав до него, Горан Крстевски. Кичо за мене еден од најдобрите тренери, можеме да кажеме. Поготово за млади и за развој на баш на оние млади таленти. И он беше што тогаш, као валјда ме гледаше по физикус и кога не избра, бевме некои 20 луѓе кои остана и јас останав. Како ми избра, валјда видел нешто у мене и само ми рече дека немам физикус, дека да пораснам, и виде као, знаеш, мускулатура, али играв за тогаш функционирав одлично, играв плеймейкер, ама ме вика Баркли. Баркли не знам те дали вика. си, дали си запознат, пошто И Тони Зен Баркли го вика, така кажи не, јас, да. не знам за Тонка дека го викале така, ама знам дека играл и он баскет. Ме вика пошто онака све што работам и ден денес у животот работам или работам максимално посветено и од срце и гинам all in сум или не го работам. Генерално се ростав и со онака луѓе кои се по две глави од мене, знаев да заградам добро, играв одбрана добро. Една акција ќе изиграме 1-1. А слободни добро шутираш? Знаеш како, у Македонија уопште не бев добар шутер, него цело време дрилав, бев онака окей за двочекор и асистенции баш го играв тоа, никогаш не бев себичен и секогаш бев во оној фазон да кога ќе даеш добра асистенција, двајцата се среќни. Тоа сега го прочитав пред некој ден на социјални мрежи, да, кога ќе даде еден кош, демек еден е среќен, ама асистенција кога ќе даеш 20 се среќни. Добар пас, имав мои доли у тоа време, ти кажав, јас сум од генерацијата на. За среќа го фатив и Џордан, ама никогаш не сум бил фан на Џордан. Стално сум бил за оние полоши момци од типот на бев number one фан на Айверсон, не го сакав ни Коби, мислам не го сакав, него не бев фан. Да, одлични играчи. Играли двајца, па имаше некаков, да, Гери Пейтон, Джейсон Кид, Ален Айверсон и некој Стефон Марбери ми беше. Знаеш, ние сите што биле лоши, некои улични што имал уличен свек и уличен темперамент. Така да почнав таму. Стив Френсис. Да. Стоктон беше страшно добар, ќе речев диџеј. Страшно добар плей. Тоа е добро име за диџеј у Македонија, диџеј Стоктон. Да, Стоктон. Ама ми беше многу мирен. И Јута никад не ми беше атрактивен тим, знаеш, Секад добри, ама што кажеш. Мелоун беше, не е пост, ама е карал. И да скратам, како се најде во Мичиген да играш играв у трета МЗТ, дивизија? Од МЗТ, после веќе 8 деление. Продужив, главен тренер на МЗТ беше Бранко Крстевски. Он беше професор у физкултурно. Ја заврши физкултурно, односно до трета година, четврта у Америка. Не зема сите и не префрли у центар, отвори младинска школа и ние тука трениравте. Па овде имавме пријателски утакмици, ретко имавме тренинзи, имавме тренинзи на Кале, таму беше официјално на центар. И игравме супер и бевме страшно добри, меѓу топ 4 бевме. Од таму, нели трета година игравме све супер, Соколе, имаше сериозно, се живееше за кошарка, имаше сериозна лига. Доаѓаме трета година, се одлучувам да идам четврто у Америка и идам у Спрингпорт, тоа е малецко градче, као ја да сум у Пехчево, играм за нивна школа и првите две утакмици не играв прва петорка, после играв и прва петорка и бев одлично. Таму имаше тренери кои работевме на поправање на шут и генерално ја таму бев најбољи. На шутер. Никогаш не сум бил шутер, сум немал таква самодоверба, ама кога се вратив,
работев многу на шут таму, се повредив кичмата, та фало напад изнудам, седнувам дома. Паѓање, после, па не, све окей, седнувам дома, се укачив цел, бев на таму на киропрактичар кај нас, да. И онака тоа ми беше те крцка цел и глава ти кај нас немало ни масажи тоа што тоа време, ево. Значи кажувам дека сум стар многу. Кога се вратив, таму имав супер сезона, имав некој ми се чини околу 10,2 поени по надпревар, имав 4-5 асистенции. Океј, ама од мало место искачаш до видели и имав 20% стипендија од Оливет коледж, тоа е трета дивизија ми се чини. Так. Мал коледж исто, ама не бев финансиски моќен да тоа мајка ми беше го само финансира. четврта, да, и за назад. Види, јас сакав да се вратам. Сега да сум со овие мисли тука никад не би се вратил и останал у Македонија би Добро, ама направи нешто многу убаво и многу големо со своето враќање тука. Ево, од денешна перспектива. Си нешто така. друго, далеко од кошарката, ама види, јас вака викав, што ќе правам ја ако не бидам кошаркар? Мене ми е тоа еден од најголемите порази во животот, што јас не бев толку интуит спортот и многу ден денес ако гледаш сигурно по социјални мрежи, ја секогаш ги поддржувам спортистите, пошто сум бил спортист. Сега ме прашаш да се родам повторно, што би сакал? кошаркар Да си прво. ова или спортист? Со две раце потпишувам сум спортист. Знаеш, не знам зашо. Апсолутно, па да, сон на секој дете. Најверојатно. Сигурно да. Најверојатно дека е така и драго ми е ако е така. После Идемо- кога се врати едноставно- играше уште кратко време тука или Две, првата сезона истерав многу добро и знам дека еден другар случајно се закачавме нешто и она заебанција да ти удари клоца и ја вака со раката, односно со десната се одбрана и ми го скрши прстот. ај. И баш кога онака бев у најдобра форма, мене раката ми беше у лонгета во овие два прста. Пауза еден месец. Па не знам колку беше, месец или два, али тренирав. Нема вези, дури играв утакмици со лева, онака пријателски. И после тоа дојде другата сезона кај што ја пукнав едно време и не знам, игравме некоја одбрана и дали не ми беше денот и многу крљав и баш бајо ми избрка од тренинг и ја онака го терав у курац и ја многу ме сакаше, знам. Викам што е ова, не е балет, као и ми избрка од. Не ми избрка, него беше суспендиран. Тука најверојатно кога се вратив, ја превзема Коста, тренерската улога. Так. Дали беа со Кичо заедно и он почна да не ме става, односно ме делеше, ја на припреми бев феноменален, али ме делеше, ме ставаше на пример со втор тим. Најверојатно ја не бев доволно карактер да овари егото младалачко и бунтовноста у мене која е цел живот. Искочи и напуштив и бев толку разочаран, почнав да пушам, И толку почнав после да тоа пушам, отиде. почнав да пијам алкохол. Пребаци у диџеј у рапер. Не, никад не сум бил рапер, сме биле ние поп артисти, али се меша дека сум рапер пошто пуштам хип-хоп, знаеш, и иначе тоа што го правиме со Андре е генерално поп и R&B. Да, тачно. Така да не ги вреѓаме ликови као Тони Осани, она прави рапери што се. Првото слободно иде сега. Ја одма. Ова што треба да значи? Дали вистината е зборам? Ќе видим. Опа, и започнуваме со погодок. Ајде. Второто прашање, пошто почнавме од старт со муабет за баскет, тоа беше планирано, го испукавме. Ќе опрашаме сега со музика, како почна, кој ти беше инфлуенс за да почнеш да се занимаваш со музика и што ти дое прво, дали диџејството или пеењето? Нели кога се вратив, кога се откажав од баскет, почнавме да работиме као менаџери и тука имаше многу големо беше влијанието на поп културата, Дарко Димитров. Сите беа интересни, излагаат тоаш милион артисти, не знам, Врчак беше, Угро и ред други, нели тоаш Искра трпела, не знам, Ребека, Калиопи, тоа беше фама, знаеш, она трчаат сите луѓе. Ние бевме менаџери, едноставно рековме као искочија нови дечки, поздрав до нив, цела екипа нивна. И викаме, гледај овие менаџери, они беа сите ствари менаџери, другари, викаме и ние бевме екипа, ја Жичо Буштур и Фичо, ама Буштур се откажа од пеењето, ние направивме една-две ствари, се викаше Океј Бенд. Да. Океј, тука одма се распаднавме после две ствари. Андри исто се распадна со TNT што беа страшни. Денес има добри ствари, останати се таа една во боја е добра ствар. И уште една, морон има 3-4 ствари мислам. И се распадна и они, ние се споивме и искрено не ми бил никој дол него, не знам зашо сум сакал ствари. Почнавме, направивме 2-3 ствари и тука прекине ја почнав се пребацив као диџеј. Почнав сосема случајно дојде Туна. Ја знаете. Да. Туна седи и дојде и она правеше 18-ти роден, но Кабрио тоаш постоеше уште. И као ме викаве дали сакаш да ми пушташ музика на роден ден, пошто она знаеш дека ја сум музички фан. И имав цедиња дома, ама сум немал никакви скилс, као на пресплей, не знаев што да ставам. Дури слушалици позајмував од диџеј Маци. И така почнав, па некој ме слушнал таму и кој брат да не сакаш у МНТ да пушташ музика, се вика момците Фет Кру, не знам дали ги знаеш.
Они се сите кошаркари беа. Дарко Станимирович, работнички играше и у сега со Боро на ТФТ. Аха, Боро Темко. Да, они игра втора лига беа и бевме екипа, они ме викна у мената и така стана. Пушташе таму и едно по DJ. друго, една Пауза журка, бевме, втора Андре журка, беше у трета војска, журка. музиката наша с ДНК беше мала пауза, ја почнав као диџеј, година, дена, две, дојде 2007, Врчак ни направи една ствар за на Макфест, тоа го крие и баш пред 15 години е тоа и после тоа некако тргнавме. Искочи полна месечина, па не навлечен на тебе, па полна месечина, па пази се од мене и се заредија некои такви. Хитчиња. Па нема правило тоа хит, него ете да кажам песни кои им се допаднале на публиката. Шорт. 20 години на сцена, 20 години ДНК, честито за јубилеот. Најчести комплименти од колегите ваши и од обичните луѓе дека ДНК се вредни, работливи, поготово за тебе, дека Панчо е бизнисмен. Што тоа значи во секојдневниот живот? Како изгледа еден, да речам, еден ден за тебе, кога си излезен да бркаш работа? Дали е за журки или за правење музика или ете, опиши ни го тоа на Види, кратко. имаме, ние сме вака за журки кога правиме, тоа е една друга работа, нели го имаме тука Айрис Креч, Цуци, цел тим сме, Денис, диџејеве, Нести, Оги, Роберта е тука. Имаме еден голем тим кој брейнсторма и ги прави тие работи. Генерално сите ми имаат прифатено да можам би отишол и на концерт у тренерки. Не излагам од тренерки, дома сум у пижами, надвор сум у тренерки и пошто имам голем круг на пријатели, не можам да кажам на другари, ама пријатели кои ме почитуваат и сум оставен за респект и кај што е незгодно да влезеш у тренерки, ја влагам као и онда контам дека не пуштаат у тренерки и мене ми е срам дека сум им направил лошо се, не пуштаат ја кој сум па ја да влезам у тренерки. И генерално јас сум уморен од многу преговарање и договарања и сите тие работи, ама најверојатно јас сум некој е роден да биде локомотива, некој е вагон, знаеш, така ја го кажам тоа. Се додека не го сватив тоа, ме јадеше внатре. Тоа имавме некои интерни проблеми со Андреј, пошто Андреј е многу пасивен, али па е многу добар човек и ние сме плюс и минус и затоа искочило така. Кога збориме за ДНК, јас за мене ќе кажам дека никогаш не сум се сматрал за некој талент музички, дека сум не знам каков текстописец, дека не знам каков MC, дека не знам каков пејач, али идам на тоа можда дека hustle beats the talent. Знаеш, мора работа, тоа е и у спортот исто, знаеш, ти Господ те допира, а ти тоа треба да работиш многу за да го одржуваш, пошто има, знаеш, какви таленти у кошарка, има некои од позадина доаѓа. Една битна работа мене у животот е да си пред се добар човек и да не правиш лошо на други. Не збориме ние за баскетов, јас сум ти го продал 500 евра, а кошта 50. Тоа е бизнис, не сум те зезнал, ја не сум те заебал, знаеш. Да, ти знаеш дека е толку, ти си одлучил да го купиш Види, твое. да, не, со сила ништо не може. Нит можам да ти земам, нит можам сега да дојдам тука и да речам, слушай, смени го Камерманов, ој не чини, јас ќе ти донесам подобро ако тебе ти е окей. Не си го ти топ си. И што ако ми ги наместиш сите дека сум ги погодил слободно. Ќе ти дам ја некој денар, кој ти не му кажеш. Овој камерман денес што не снима е познат по такви работи. Опа! Така да генерално тоа и на сите млади им кажам да не ги слушаат другите, ако јас сум имал луѓе што ни сме јувале цело време и имало ситуација од типот на здраво, овде Панчо, ДНК, правиме нов спот, ќе ни треба. Молам, кој? Панчо од ДНК групата, не знам дали тит или ќе ви се јават или побарете не покасно. Никогаш не сме имале онаков сериозен сапорт од спонзори, од радија, од медиуми, ама тоа мислам дека и секогаш е така. Тогаш беше уште потешко, зашто немаше каде да се покажеш. Ти треба да бидеш стварно нешто многу добро да си направил, да добиеш наслов на Увест, на некој друг вестник. Вечер на средна страна. Да, било што да се вртиш на радио, да отидеш на емисија некоја. Вау, ти си требал стварно нешто или ќе те стават негде да попунат простор онака само. Така да денешните деци имаат све на дланка, ама по друга страна и тоа е лошо бидејќи има многу лажни вредности. Например, бројки, јас секогаш викам дека трендингот и бројките не ти ги пунат лубовите. Значи треба и сакаат све да е брзо, сакаат не се според мене зашто не се они го губат нивното авторски момент и стануваат кавер бендови бидејќи имаат 2-3 песни или 5, идат на настапи, не збориме за хонорарите кои ги земаат, тоа е нивно право. Туку идат на настап, пеат 80% туѓа музика. Поготово српска и после ги величат нив и доаѓаат србите им ги
зимаат парите и они седат дома и сите останаа. Поп сцената, андерграунд и алтернативата никад не се пеело плейбек. Јас ова, еве кај плейбек кога дојавме, јавев многу непријатно изненаден од Макфест оваа година, беше све таму плейбек. Немаше жив оркестар, немаше живи бендови, не, ми беше онака као, сега гледаш Макфест, знаеш дека може да го кажеме единствениот сериозен музички фестивал во Македонија. Така и сега гледаш дека е плейбек, дека нема никаков филтер на кој може да пее и оваа година бев скроз искрено разочаран. ти кажам, ја бев во комисијата за песни. Добро. Не ни знаев дека ќе бидам. И едно време тргаме со Дарко, свиревме у Битово и ми стига мејл од таму на Сиси сум ја, Роберт Сазов, Јован Јованов, брат му, ама е грешка. Отварам и се јавувам таму, викам вака и вака. Да бе, вика, тебе те ставивме, вика чисто дима. Викам брат, јас нит сакам да бирам, нит знам, нит ми е мерак, нит сум поможе компетентен. Како не си, као наслушан си, као знаеш 20 години работи со самото тоа, му викам види, ајде, окей, ќе ги одберам и јас сум, како што сум самокритичен секогаш према мене, така бев и таму. Давав многу лоши оцени, пошто беа многу лоши песните, реално, и се сложија сите и увек е тоа прв филтер, па пројдоа други. Поентата, сакам да кажам, да скратам, long story short, поентата на Макфест беше, никој веќе не кеше да пее на Макфест. Да. Сега, да тие се што привлечат. пеа, дури Макфест и Да, ги видов плаќаше. дека има по 1000 евра на секој учесник за да за песна, за за песна, за тие по И затоа немаше ни етаблирани. награди, нели? Па кој ќе биде најслушан, тој ќе му даде награда. Некоја таква не знам што беше, ама тоа беше поентата, да се заживе и лека по лека. Само ја им реков, ако оваа година идете така, утре на пример ќе ги викнете Дејанка, они не викна и сега, ама имавме концерти, не кевме да настапуваме. Утре Дејанка зашто би дошле for free ако знаат дека вие сте ги платиле. Да. Али мора така да продолжи и не знам кој правец ќе иде. Мислам дека е доста некреативен период за македонска музика. Имаше еден наплив кога искочија новиве деца од типот на Таско, на Двабона, ја размрдаа сцената, Urban Records ствари, па после се разделија, кама секој со својата стрека. На крајот до ден. Ова е внатре. Еј, дали го фати Ова тоа? беше џавар од моје време. Дали го фати тоа? Ова мора да го важиме. Класика кај нас, 4 омилени твои музички артисти и 4 омилени кошаркари. Ја ти тврдам дека сите ти рекле, каде брат, 4 имам 100. Да. Така, Notorious, B.I.G, дефинитивно. Јас почнав да слушам музика со хип-хоп. Навлегов многу кога бев во Америка 98. Почнав, што кога бев помал, со Naughty by Nature. Тоа ме зарази. Beastie Boys слушав, ама не беа мој факт, пошто беа ту рейдж некако. NWA беа доста актуелни тогаш, ама ти викам не се осетив ја дека Naughty by Nature ми беа онака баш кул. Кога бев во Америка, Notorious B.I.G ми е number one. Од понови одма ќе се шалтаме стар нов, морам да го кажам Дрейк, не го сакав уопште. Многу сум бев тежок на промени, ама веќе не, одамна. Веќе го сметаат за GOAT. Види, Дрейк. нема тоа GOAT, кој се знаеш кога е она Джордан, Добро, да, у секоја ера, у секоја ера си има свој GOAT. Да, ама не можеш, неш фактите зборат друго, тогаш немало можда такви бројки. Notorious немало тош интернет, ку знаеш што ќе било ако Notorious рачунај го знае цел свет без да има интернет и да има толку брза информација. Никогаш не сум бил фан на Тупак, он е страшно добар MC. Не сум го сакал, најверојатно зашто сите го сакале. Као и Джордан. Па исто тоа само ти кажам, после тоа за тоа сакав да зборнеме. Морам да го кажам Джеруди Демаџа, он еден од најдобрите концерти, прв ми бил што сум го организирал во Македонија, со Шершат и страшно добро шоу, страшно добар MC. Тие се тројца од поновиве што ги слушам, R&B некој артист ме фасцинира, Джастин Тимберлейк. Морам повеќе да ти кажам од поп, Крис Браун од постарите исто и овој Джастин Бибер се страшно поп R&B артисти и таленти. Знаеш, може им звучи чудно на луѓето, ама ако гледаат да се од моја страна, што све они прават, колку се талентирани. Е добро, иначе како MC-а, KRS, Notorious B.I.G, Gangstar, Guru, Rest in Peace и како MC-а се збориме за хип-хоп, Джеруди Демаџа, реков KRS, Gangstar и Notorious B.I.G. Да. Хеби га сега, тука се и Jay-Z, и Nas. Да. Не може 4 да кажеш, а од кошаркари дефинитивно Баркли, Ален Айверсон, стално сум гледал бекови, нели? Гери Пейтон, страшно каки играч. Сега пратиш од денашница? Да. Од овие помладиве? Од помладиве сега само што нарачав дрес од Мемфис. Ja Morant. Моран. Нарачав дрес. Страшен играч. Да, како е скочен, експлозивен, вау. Немало до сега такво нешто. Немало до сега такво Не нешто. сум видел, тоа страшен играч и пратам доста. Ете ги, четворица.
Ама all time уште еден имаш. All time, да, имам уште еден и би го реков, како рековме, Баркли? Пейтон, Пейтон. Баркли, Ален Айверсон. Ален Айверсон обавезно ми е фейворит и знаеш кој би го ставил? Би го ставил Кевин Джонс, страшен играч, паметен и знаеш како е закоцан како Хаким ти текнал Ептен. од страна странична. Да, Текна тоа е постерајз, едно од all time куцање. Да, не имаш тетоважа, некоја Айверсон го спомнаш ме. Немам, Од Айверсон. немам, немам. Нешто имам вези. Notorious имам, Notorious B.I.G. имам, само Notorious. Али знаеш, тоа е добра работа да го истатуирам Айверсон. Да, баскет нешто на цел мој Мора муавет, ако немаш од баскет нешто од Айверсон. Следната тоа ќе Едно биде тоа. тројче, барем со баскет нешто, фили, ова. Сакам да има баскет, фудбал, сакам да имам овакво рагби, топка, такви некои моменти. Да. Многу сакам и ќе истатуирам следно. Чувствувам тајно, ноќва очи ме гледа. Ега, Опа. Стигнаме до петото прашање. Панчо, едно време може да не било тоа биф, ама така некоја рчка имаше со Слаткар, нешто имаше некоја песна негова кај што рчна малце, после имаше некој препуцавање. За у видео сега што го ставите на профил да видиме дека сте смириле топката, очигледно. Како дојде до тој момент, како ја смиривте топката и како станате пак окей со Слаткар? види, тоа претпоставам јас тоаш многу му се наљутив дека не ми се јави мене лично да ме праша. Од онакви муавети рекла казала и претпоставувам и кога зборевме дека слушнал као ја сум кажал негде у некој клуб, него зимајте, него или ово, она. Што тоа никогаш не се случило, поготово за македонски артисти, пошто ја многу ги почитувам и сум сегогаш МК онаков да сите може да работат и нема конкуренција у музика, знаеш. Од типот зашто ние сме, поготово и Слаткар е единствениот може што пее авторска музика и што настапува, Слаткар не може да настапува 5 пати у еден клуб. Не можеш сега што да гледаш 5 пати у 3 месеца филм. Така. Знаеш. Така вие што пеат кавер, што викаш може секој ден да настапува. Да. И така треба и затоа се кавер. И нормално е да настапа. И некој сигурно што сакал да му го испуши, му пренел нешто лошо и знаеш, Слаткар не се јавил и тоа тлеело и знам дека у песната со јас тоаш го поканивме не знам каде и човекот по повод 15 години тоаш пред 5 години беше. Точно пошто го поканивме, тој што снимал видео, исто имало некоја ваква фора што мислите за ДНК за 15 години у Метрополи што го правевме концертот и менаџерот кој мој денес желе, ево поздравам и него, кажал на девојкава да знаеш има не е окей баш Слаткар да знаеш, оно и Тамара ми кажа дека слушнала дека ќе ме стави у песна нешто ово. Ја као се смеам, као се кул односи никад. Сме биле многу добри, знаеш, сме си помагале еден на друг кој колку можел и колку треба. И искочи песната и ја слушнав, имаше версот го памтам мислам нормално. Не ти треба за да успееш у Македонија, не ти треба талент, видете го Панчо, знаеш. И окей, тоаш имавме концерт и јас напишав нешто и тоаш почна некое пецкање онакво, никад не било, ама пред можда 4 години они направија ствар со 2 бона, ја од тоаш као не му го заборев, бидејќи ме болело не зашто он тоа го кажал, ме болело дека сум го сакал. Ја сум го почитувал и денес го почитувам. И ако сме ги разглавиле работите и знаеме често да се чуеме чисто онака да свртам телефон да го прашам шо прави, како е детето, како сте дома, Сања, како и сите тие работи. И ми е драго секој негов успех, ми е драг. Реално ти кажам. Да, ама и мало е Скопје, ове цел живот сигурно сте имале многу дешавки заедно, тоа се Нормално. Почна он каже некоја изјава на тоаш имаше на телевизија на Боки 13 која веќе ја нема за 1А нешто, да. И он таму изнакажа све, ја онда му вратив на Facebook убаво. Не ќе вдидам на емисија, пошто знам дека ако продолжи само правиш драма, да, треба да издешиш у таков момент. Па да, мислам не дека ја испаднав попаметен, него Слаткар така се осеќал. Слаткар е тој што е, не глуми, кажа некои работи што мене не ми се допадна, ја може уште појако да идам и тука така остана, тлееше и кога почина Коби, напишав еден статус, многу ме допре смртта на Коби, од причина што како што старееш, стануваш поемотивен и едноставно знаеш дека нема потреба за драма. Ја никад не сум бил драма човек, ама сум знаел да вратам и да напаѓам и денес уште знаат да ме нападнат мислејќи дека сум ја истиот од пред 10 години дека ќе се занимавам со тоа. Прво немам време, нит сакам, нит можам и гледам дека уште знаеш кога права драма со тебе, знаеш дека уште вредиш чим некој се фаќа, знаеш што не се фати, не знам за Петко некој. За некој ништо што не преда. Да, небитно. И напишав еден статус дека гледаш што се дешава, можеш да ги имаш најголемите пари на светот. Све да ти е тука најславен да си. Збориме за Коби. Да. Нели, тоа е
Господ, па сите оние Джордан Коби, Тајсон и ред други Така, големи така, имиња. така. Све имаше на светот, како заврши. Викам, не е време, многу ми е криво што сум скаран со еден човек. Така нешто напишав, не ми текнува точно. И мислам дека Марко ми пиша, па дека се слушнавме, си направивме муаве, потоа отидов му се роди дете да му однесам некои работи за детето, од срце едва и чекав онака, пошто многу сакам да поклањам работи и се видовме, правевме муаве, ти имаше некои преговори за некој бизнис, ајде да кажеме. И така, и ден денес се слушаме, ден денес комуницираме, ден денес сме тука ако некој затреба. И тоа е. Многу беше јако тие некои порталите Пашо пишале демек сладкаре, види ги изруга. Ние коментиравме, ја го тагнав. Ама тоа викам ја, Ја да, го сигурно тагнав е, на Инстаграм. имаше Ми интересно. пишува, не би он го репостираше, Да. да се зезам. Не, тоа е. И други луѓе имаше дури некои, знаеш, што му е ново и сега, брат, ја Мене, јас се згазив од смење на тоа видео и го гледам, трае долго, некои 5-10 минути трае. Жаре ме скина еден која вика Жаре победи. Која ти е најомилена песна, која пеат за женски. тоа, која пеат за женски, викал песната, тоа за сите женски. песни за женски. Да, јако. Жаре ме скина за Да, добар беше победи Жаре и така со Марче е таа ситуација која луѓе не ја знаат, не сум ја објаснил вака баш сликовито и ми е драго, он е големи дол на многу генерации и да не беше он да го направеше концертот на Саем Метрополис, 2009 или да, 10-та, немаше ни ДНК никогаш да се нафати напред. Ние направивме 2011-та после него. Метрополис е заебана сала, ама и не е така, можеш да се изманеврира ако имаш не знам помалце луѓе. Борис Трајковски е се гледа, да. не можеш да утнеш ако не седат горе ти собира 4000 луѓе. Да. Горе, а доле празно горе. уште 4. Така да. Заебано и ќе видиме на што сме. Ајмо. Ова ќе каже. Намерно си го кажав под притисок да видиш како функционира. Ајде да видиме. Нема втора за овој. Не сме да има втор пат. Фел. Ја мислам сепак дека фановите на ДНК ќе наполнат Борис Рекас. Шесто прашање испод Добрич, тука сме со Панчо Шуртипи, и Панчо. Цел живот пеете за старлети. Кажи ми која е најзгодна старлета моментално во Македонија? Според тебе. Има старлети во Македонија? Па за кого пеете вие? За мајка му на Андреј. Опа. Добре. Ткане. Поздрав за Ткане. Поздрав Ткане. Ако дадам кош, е старлета или не? Не знам, ти кажи. Не, ти кажи се, биди и ти дел, не се секираш тоа. Ја ќе ја земам вината, како и да е. Ако дае кош, значи е старлета. И толку значи сум дрво, гледај, ова без коски бато. Стигнавме до седмото прашање. До сега со Шуршоц спомна некои имиња како МС-ња, како и диџеи што дошле преку вас. Дали има уште некој што може да кажеш во моментов дека ти е да речам сон да го донесете? Сега не Дрейк, добро се, а? Нема буџет Македонија, Да. Република Македонија да го донесе. Ствари нема да ќе јадат помалце бифтеци, сигурно брат ќе го донесе. да. Само нека не јадат бифтеки, бадеми. И да го донесеш и да настапиш на иста бина со него. Види, знаеш како порано би беше предизвик кога тоа си бил помал и се опишуваш ти у биографија, ти викаат и си викаш си настапував не знам Да, премиер со овој, со премиер, настапував не знам со овој, настапував со Джези Джеф, со Екзибит, настапував со Тајга, настапував со свирев пред Snoop Dogg, им пушта музика на овие како се вика Меткон. И еве га сме свиреле сегде, брат. Значи, јас сум промотер и хипотетички да кажеме сум најлошиот диџеј. И сад ти си добар промотер и ги носиш сите и ти више у сиви со кој си пуштал, брат. Курац и повета. Врска не ми кога ќе ми каже некој, види му го сивите, не брат. Не е сиви, она Не пушта не музика ти треба. сиви. Па не, ти пушташ, ама окей си пуштал пошто на пример еве ја го носам и сега јас се составам да пуштам така. Као Да, добро, не е тоа. не е тоа, значи ти треба да добиеш пропс од Red Bull 3 Style, она competition, па тоа да го пишеш у CV, ама ние сум свирал со сите можни балкански звезди, тука зборам од хип-хоп, Едо Мајка Френки, Елементал, тие што биле Марчело, овие како се вика србиве, Bad Copy и сите тие што биле underground на таа сцена, не знам дури со Гру, Rest in Peace, со Juice и со сите тие, Connect на времето бе underground, знаеш, мислам не underground, него. Јас би се претворил во змеја. Пример, таа ствар ја направивме, они сега работа скроз друго.
Ама, нешто, го донесовме екзибит тука, не знам дали знаеш. Да, знам. Донесовме Jazzy Jeff, го донесовме Grandmaster Flash, го донесовме Big KRS-One. Daddy Kane, KRS-One, Premier, Гуру пред да почине Да, која знам, беа скај. Не памтам што, огромни имиња сите од големи хип-хоп имиња. сцената и тоа од баш од основачите да речем. Скроз, од Джеру, Афура, све. Али би сакал да го донесам Redman или Method Man, многу, и би сакал да го донесам Nas. Та знам дека никад нема да се деси, ама никош не речу никош. Можда на некој Чим беше могул. 50 Cent сега тука у Борис Трајковски може назват Да, добро, го правеа Tiger. голема организација, тие коштаат многу. Ние не сме толку големи како организација, ние сме локална добра организација која добро работи и секој си го знае своето место. Генерално работиме прво од љубов, многу пати сме гореле, али сме гореле онака не толку страшно и сме сакале да ги гледаме пред се ние сме сакале да ги гледаме. Можеме да отидеме сегде на концерт. Имаш ли некој омилен од тие што ти биле, што сте ги организирале, некој што ти е најкеф што си го донел? Премиер, ама има доста сите на пример сум се разочарал од Гуру, пошто нели у текстовите пишува за улица, за андерграунд, он тука дојде и сите беа такви, после сконтав сите бараат на пример I want a red lobster on grill. I want мојет, као what the fuck, нели си андерграунд, као. Да ти дам месни нарезак паштета. Нема везе, се зајавам, него Рајдер листата, Рајдер листата. толкава. Ама Jazzy Jeff, не знаш каков човек. Шампион. Врв. Екзибит многу културен. Сите менаџери и тур менаџери се многу роуд менаџери, извини, се многу поголеми гадови него самите артисти. самите Освен Biril. Biril беше fucking pain in the ass. Вау. Еден од и Grandmaster Flash. Најлошо за хендлање и за хостинг. Biril, вака седиме тројца и сега ја нешто те прашувам тебе и ти вака ме гледаш и вака ми покажуваш со прст дека камерманот. Не ме повидел. И ја вака као глуп, окей, го прашувам него, извини, дали може да му дадам вода? Не сваѓаш. Такви беше и онака и онда сум сконтал дека работи и гледаш и ти да ги искористиш, фактички да извадиш максимум. Тоа што ти вика, леј брат, дали може цигари да купиш и ти вадиш пари, им купуваш, им трчкаш, сега не брат, сакаш цигари, не ти уредер, купи си кој те. Да. Освен ако не си добар, па да осетам дека е стварно добар. Да. Ти сеам вода, ајде да поводам, многу се изморив. Дали смеам вода, да видиш за вода, што е све. Не ми идеа толку близко, знаеш. Тоа сега да ти кажа. Немој да ова за девојчиња од слободни. Не се лажи. Идам вода да си земам, фала. Баш као да ми искочат камењата од бубрек, знаеш, со пролом. Дали можеш одма сега вака да на прва да ти текне за некоја толку години стапувате по клубови, по локали, по фестивали, по концерти, најлуда некоја ствар што ти се десила на настап, ако не ти текнува некоја најлуда ствар од типот на некоја ги избацила вака пред вас? Ние сме многу сме ружни, кој би извадил цицки пред нас, не заебај. Најлуда ствар или некоја фрка можда имало нешто со газди, со ова, со она, со менаџери? Со газди не, збориме као девенка или као диџеј? Па тебе лично што ти се десило? Што ми се десило? Најоткачено имаш на у настап. Струмица една ситуација. Јас сум генерално многу заштитнички настроен кон целиот мој бенд. Вика дека сум фронтмен, не сум фронтмен, кај нас секој бубњарот е тоа што е Панчо. Басистот е сезеристот и пратечите е тоа што е Андреј. И нема тука сите, ако јадеме сите, ја не се делам на една купа, не ме возат у друга кола. Така сакам да функционирам, тимски играч сум генерално. И се деси, јас случајно пеам и најверојатно на Андреј беше дел или нема везе. Јас гледам и одеднаш гледам дека лета капачено. Ама ја го фаќам у моментот човекот што го мали ја на сред овако викам мајката у пичка ќе ти ја ебам сега. Викам уста ќе ти ебам после и тргнав и на пример ме влечат, ме разбираш, да. Од бендот нема и Андре ме тегне, викам и ја полудев. И тоа луѓе гледаат, ама се исклучи. Знаеш, не можам да на крај дојде другарот да ми се извини, да ми рече дека баш ќе го извади обезбедување, али ја мислам спремен сум, ја на улица сум израснат. Може ќе ми степа, ама нема да го оставам така сигурно. И тоа било некоја неубава работа, али имало многу вакво пренкови кои сум му правил на Андреј, милиарда. Например, има она проста, да кажам, драчевска финта што ние ги викаме. Не мислам мол респект за Драчев, него нели така е останато и пеевме у Кичо и ја му викам добро вечер. И овој се сите тука штама ме гледаат. Викам брат. Викам кај сме и овој.
се гледа ја на микрофон, викал кичо, викам пиеш од чешмичо. И такви работи, оние на афори, ама за ебанција, некои такви, знам да направам или ред други работи. Така да, али да ни вадат цицки, не сум Дрейк. Ајво. За цицките. Ете. На Инстаграм видов пред некое време сте шетале со синовите во Италија. Која ти е омилена туристичка дестинација што имаш посетено и дали би живел на друго место освен у Скопје? Види, би живеел во Америка. Дефинитивно цел живот играм грин лотари, грин, овакво, за грин карт да добијам. И не Би дојдеш? запалил одма. Ја мислам имам 10 годишна виза, ама не можеш да отидеш туку така. Заебано, еден не дај Боже преглед да ти треба изгоре. Америка ми е, не знам, мислам дека ми изгради како личност. Иако викаат, нели таму е све шминка и е пластика, има менталитетот нивни е баш онаков хасал. И таму секој што сака да биде милионер, ќе биде. Таму ако речеш, јас сакам да бидам доктор, ќе бидеш доктор. Не ти требаат мама и тато, ти треба само труд, посветеност и работа. Да, тука зависиш од многу луѓе. Не, тука зависиш од све. Од све, освен од сам себе. За жал, што е најтрагично. И би идел таму да живеам. Ако негде би живеел, да треба да се преселам, би се преселил во Америка. Најверојатно би живеел у Чикаго. Чикаго е многу добар град, многу ми се свија. Бевме два пати, еднаш концерт имав, еднаш отидов пред концертот 2017. 2 недели ми треба, 3 недели оддишка ми треба, се вратив проби, па почна концертот, нели? Беше многу добар град, лесен за да го хендлаш, као Солуну пута 5 големина ми се чини. А овде бев Тоа ти е омилена туристичка дестинација, може да кажеш, Чикаго? таму би живеел. А иначе омилено ми е Наполи у срце. Бевме со Ајри заедно на утакмица Наполи која потпише Елиф. И Сега си газат први се. да, сега се страшно добри, многу не знам колку им влие сега паузава, нели обично може као ти мене што ми правиш со слободниве еботе. После 5 од 5 го сега ќе шутирам, минимум 4 давам да знаеш. Ај, ќе те држам за збор. Да. И Наполи е феноменален град. Имаш шутка у микс со, да кажеме, Милано. Така. Значи феноменално. Значи имаш андерграунд, љубовта таму, луѓето се шљакнати скроз, многу добро. Не знам, онака идеш и оден веспа тука ти проаја. Па неш како не е, знаеш, Гомора може таа серијата сите или книгата е читале, али љубовта за спортот и за фудбалот е вау. Као бевме фасцинирани, сега бев Удине кај Несторовски и поминавме многу добро, шетав таму, гледав утакмица со Монце игра. Ја ќе те прашав со Наполи да не ја гледаше сега игра исто брзо, нели? Не, И Елмаз даде гол и Нестор даде гол. Да. Ја страшно верувам, Нестор е страшно добар играч и таков има карактер и толку е ментално јак да он рачунај го пропушти најголемото надпреварување у неговата кариера, европското се повреди. Го зеза, па Да, ковид. имаше многу хейт према него. Безпотребно. Да, безпотребен хейт. Излив на емоции му беше, пошто е под притисок. Тој што не бил, што никогаш нешто, зборот оние што никогаш не влегли у сала и фатиле топ. Да. И кога ќе речат, тој например баб, шутира, леле, бунар или шут. Брат, оди помини го човекот, оди искочи сам, оди дај пас. Знаеш, не е заебан цели фудбал. Кој спортист не ќе да даде кош, кој не ќе да изигра даде добра гол, одбрана, кој не ќе да даде гол, ракометар, било што, знаеш. Ама ние сме македонци и тоа е, ние сме посебна врста. За убави работи зборевме за Наполи. Ова е за Наполи, За Наполи. за Елиф и за Нестор. Ова мора да го дадам. Мора да го дадам. Реков дека мора да го дадам. Функционирам добро под притисок. И, драги гледачи, стигнавме до 10-тото прашање. Концертот 3 декември, Борис Трајковски, се гледаме таму. Како течат подготовките, до кај сте, дали сте спремни и нешто кажи ми за идни планови на ДНК и на DJ Шорти. Подготовките за концертот се окей. Почнавме со проби, мада сме спремни. Ова се само технички некои ситници за бендот да звучи, сакам јас добре и Андреј нормално и нашиот продуцент Лазар. Идни планови, знаеш како, ние генерално секогаш имаме година дена агенда унапред, поготоа мада никогаш не испаѓа така пошто работиш креативна работа и можеш да отидеш у студио 3 месеци ништо да не сработиш, можеш да направиш 3 ствари Така да. да не ти се свиѓаат, ама имаме некоја зацртана агенда.
малце левел ап некој сакаме да направиме, ама ќе видиме како ќе испадне тоа, пошто бара многу работа. Иако знам дека тоа нема да се уновчи како што треба, а нели мене ми е ова примарна професија. Така. И јас заработувам од тоа заедно комбинација со диџејството. Околу диџејството, после концертот имаме Јајари свириме у Швајцарија, во еден швајцарски клуб. Веќе таму сум свирил 2 пати, сега идеме заедно за прв пат Ајри ќе свири back to back као гости и нормално имаме кај што направивме еден нов бренд, имавме Shake, Shake е за трап и нови артисти и промоција на македонски млади Трап артисти. трапери. Го имаме Шизи, кој е спој на 90-ти, на фанк, на диско, на мешап сетови и сега почнавме еден нов бренд кој се вика Spicy и од Епицентар се префрлевме на Станица и секој четврток сме у Станица. Одлично иде, пошто таму правиме спој на нова музика и на стара, кога зборам не андерграунд, не свириме. Од старата малце од тие покомерцијалните песни, од публика имаш, од фановите имаш желби Тупак поише да си го пуштал на настапи. Знаеш дека Тупак, многу ретко го пуштаме Тупак, знаеш, дали ми е препуштан. Например, се они сигурно ќе ја бараат California Love или Hit 'Em Up. Ај Hit 'Em Up и да ја одсвери, знаеш, кратка е, ама California Love, не знам, чуден ми е за пуштање Тупак, искрено да ти кажам. Поете, мислам, го уважавам и го почитам, ама не сум му фан. И не значи дека ја многу не слушам, па ги пуштам артисти, знаеш. Така. Така да, тоа се генерално плановите и се надевам дека ќе заокружиме 20-ката со еден убав концерт. Дали ќе дадат 50 луѓе, 100, 500, 5000 или 10.000, ние сме тоа и ќе настапиме и ќе даеме максимално. Нормално ќе биде убаво да пее пред голема аудиториум, публика, фанови. Ама пошто сме ние македонски бенд, не знаеш што да очекуваш. Секогаш странското е повеќе ценето, ама реков ние издадовме албум, ти го подарив тебе само што ти го имаш прв. Ако е малер, тешко тебе. И ние сме спремни, сум благодарен на тие луѓе што не поддржаа за да успееме. Голем проект е сепак, тој што правил концерт било каков, знае колку кошта тоа од маркетинг до припреми, па и физички и психички и емотивно секако. Да. Така да ова ни е хајлајт еден да кажеш на кариера, чисто да го заокружиш и после продолжуваме како што треба. Ајмо. Дали ќе биде пун концертот тоа пак? Си дава втора шанса сега за ова. Не. Ајде. Ова е дали ќе се селиме или не. И што значи ова сега? Дадавме кош. Ќе се селиме Не или се не? селиме пун концерт на 3 декември у Борис Трајков. Гага. Панчо ми е ребаунд бој сега. Ја не шутнав ни една, цело време Панчо шутира од кога сме дојдени у сала, сега да видиме без загревање, без сечење. Матео. Да, ма чекај, гледај, ово исто мора да го знаете, он шутира 10 поред, да знаете. Ајде, нема веќе. Негова си е емисијата, бе, што сага нека прави. Негова си е, нема веќе. Почуваме со полет. Вака као овие. Еј, ја бе, што вика бе, овој на сред. Брат, не оставаше по 10 минути да зборам. Каде бе? Фейк. Фейк на слободно, ја знаеш дека у NBA имат направено фейк на слободно? Рондо им прави фейкови на слободно, овако, оп, и овие влагаците, каде бе, вика, чекај. Драчевска и тоа е, да знаеш. Але, драги гледачи. И ова сериозна фаца ми се свија више која е, знаеш. Ама гледај. Ке гутне 100%. Много Два го од пет. пес. 3 од 6. Знаеш како ми правеа порано кога правевме? Да се измести малце. Со лоши пасови. Тоа беше фората, као, знаеш. Джабе и лоши пасови и све бе. Абе, ја слободни фрлања, стига. Петци, на петци? 4 од 7. Да, така е. 4 од 7. Ова функционира, пошто сум висок све гледаш. 5 од 8. Дојди тука, застани ако мафташ, шо? И таму нема да ме видиш. Шорт беше ова. Кратка. 5 од 9, така? Ништо, драги гледачи, изгуби фото.
Панчо. Спортски е да го даеш последното. Браво. 6 од 10. Честито. Па сепак се гледа кој меѓу нас двајца играл у Детройт, разбираш? А.К.А. Пехчево. Тоа е тоа, дечки, за 10-та епизода Слободни фрлања. Со Панчо собравме вкупно 3900 денари од слободните, што ќе се донираат во фондацијата Марко Божиновски. Бидете хумани, донирате и вие. А денес некој главу зема мито. Та беше жив, Јосип Брз Тито. Па зато народот е деморализиран и ќе биде Како и на сите гости, така и за Панчо, му спремивме поклончиња. Нашите нови другари Пестал, поздрав за нив. Панчо, колку имаш вакви капчиња, брат, ти дома? Си ги поштуеш, вие знам Да, тен. носам цело време и многу ми се свиѓа. Ти кажам. Ептен као слично на New Era ми се, а гледам дека е македонски бренд. И ќе го носам со задоволство и ќе ти кажам баш како е. Имам, мислам дека преку некои 30 дома. Може би беше, ама не сум ги броил, исто Знае кој што не дека- знам колку патек има. Топ подарок е ова за Панчо. Да, стварно многу добар. Многу добар. И мајчка Слободни фрлања. Така, повели. Топ. И една ќе даеме и за Андреј, пошто го зезнавме за снимањево. Многу ми е криво што не даде. Да, еве и за он беше Андреј ќе му страшен дадеш кошаркар. Играше у неговите градинка. кошаркарски способности ќе ги покаже у некоја друга прилика. Thank you. Фала ти што беше мој гостин. Фала што ти бев гостин што не покани и ве чекам на концерт цела екипа. Да, се гледаме на концерт на ДНК 3 декември и нов албум имаат и Така. слушајте таму и после лајк и сабскрип и све и се гледаме следна епизода. Поздрав. Ќе се чуеме. Кажам, да. Кај излезе овој? Да. Панчо, заборев од лапетит торта да ти донесам. Медала сме денес, не работат. Кога проаѓаш лисиче, боза и еклери на мој рачун. Чеј, што ја значи што дебел слушал не може торта за мене? Гледај, ќе му Добро. сеам на ристе, да ти кажам, ќе те искара, а кидам ја на боза и на еклер, како да е. Фала ти, че не си добар домаќин, не ќе да те гледам.